Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Христово воскресение. Темел. Исусовото воскресение е темел и основа на християнството. Раните на Христовите раце го потврдуваат воскресението. Врз оваа вистина се втемелени нашата вера и нашата надеж. Во тоа се состои длабочината на човечкиот живот за кој апостол Павле не можеше ни да сонува дека еден ден тој ќе биде проповедник на воскресението на Исус. А пред тоа знаеме, со голем ентузијазам ги прогонуваше тие што веруваа во воскреснатиот Исус. Тој откако се обрати, се обиде да го продлабочи неговото заедништво со живиот Христос. Тој веќе не се срамеше да им каже на јудејците по крв дека Исус е воскреснат. И за нас воскресението е од големо значење ако правилно го сватиме. Тоа ни дава сила и мотив за живеење. Колку ќе го разбереме ќе зависи од нашата посветеност кон тоа што го слушаме и нашиот пристап општо кон животот, кон Бог, кон Библијата. Како прво, воскресението Христово е најверодостојно сведоштво во христијанството. Апостолите секоја се повикуваа на тоа воскресение. Тоа беше знак за неговата мисија на земјата. Во една пригода, тој им рече на своите современици: разрушете го овој храм, а јас за 3 дена ќе го созидам. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 2 глава, 19 стих. Овие зборови не им беа откриени на сите, туку само на оние кои веруваа во неговата порака. По некое време тие му побараа дури и знак и овластување за неговата служба. Тој им го посочи пророкот Јона и им рече дека тој треба да умре, но на 3-тиот ден да воскресне. На овие изјави непријателите негодуваа и сметаа дека зборува недостојни зборови, неприлични. Но во секој случај го обезбедија гробот за да не дојде до некои непредвидливи ситуации. Римските војници го запечатија гробот со голем камен, а истите тие испред влезот и наоколу го чуваа. Гробот е запечатен и никој не може таму да се доближи. Сигурноста на Римската империја лежи во силната војска. Се смета дека биле околу 16 стражари. Во сите тие сигурносни потфати, Исус Христос воскресна со толкова прецизност, што успеа дури неговите посмртни облеки да ги сложи уредно, таму каде што лежеше неговото тело. Не постои ниту едно посигурно и поверодостојно човечко сведоштво кое би можело да биде помоќно од воскресението на Исус Христос. Ако тоа е лага, и историјата би била лажна, а и сите други сведоштва, и сите други судови би биле втемелени на лага. Сите криминални дела би биле осудувани со слаби сведоштва, отколку што е сведоштвото за Христовото воскресение. Што значи, со воскресението се потврдува вистинитоста на неговото учење, на неговата наука. Божјата сила е откриена во него и сите мокни дела извршени пред него. Ова е вистински предизвик во борбата против атеистите, што за жал не веруваат и се сметаат себе си дека се интелектуалци, и колебањето за таа вистина. Само живиот Исус може да ги исполни потребите на празниот човечки живот. Второ, Христовото воскресение е печат на делото на неговиот откуп. Тој отиде во гробот како еден од најголемите разбойници и криминалци, осуден во наше име, натоварен со нашите гревови врз себе. Тој трпеше како човек за изгубениот човечки род. Да не воскреснеше, неговите зборови што ги кажа пред тоа ќе нема значење сила. Кој ќе го тврдеше тоа? Но тој дојде со мир и победа и беше повторно примен во Царството Божјо и седна од десната страна на Бог Таткото. Знаеме дека долго требаше да се плати. Тврдењето докажано, жртвата беше принесена, а судот, правдата и законот беа задоволени. Верата на верните го креваат својот глас, велејќи: кој ќе ги осуди неговите избраници?
Исус Христос ли кој умре, а и воскресна и кој седи од десната страна на Бог кој посредува за нас. Тоа го вели Павле во Римјаните 8 глава 34 стих. Како трето, Христовото воскресение е пример на нашиот духовен живот. Што значи пак сега тоа? Библиското учење за светоста е смртта и воскресението Христово. Тоа не е подобрување на нашата стара природа, туку тоа е умирање и оживување од мртвите во Христос. Тоа е влез во целосно нов победоносен живот, кој што преку силата на Светиот Дух ни се подарува Исус Христос како дар на спасение. И затоа Павле вели, кој е во Христос, тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Потоа во Галатјаните 2 глава 20 стих вели вака: со Христос сум растнат, не живеем јас, туку Христос живее во мене. А тоа што живеем во тело, живеем со вера во Божиот Син, кој ме возлюби и кој се предаде себе си за мене. Потоа истиот апостол вели, сметајте се себе си мртви за гревот, а живи за Бог во Исус Христос. Тоа е вистинскиот нов живот и духовното крштавање преку Светиот Дух. Преку новиот живот ја добиваме и светоста. Кога би биле целосно влеани во Христовиот живот, навистина би го доживееле она што го доживеа Павле. Да се доживее силата на Христовото воскресение, значи дека повеќе не си мртов и не живееш во грев, туку во Христовата праведност. Зашто е напишано: Христос наша правда. Тогаш гревот ќе нема сила над нас, бидејќи сме откупени од силата на гревот и законот на гревот. Еве што вели Павле во 1 Коринтијаните 1 глава 30 стих. Зашто Христос за нас стана откуп, мудрост, праведност и светост. Нашиот живот е откупен преку Христовата крв, ја добиваме Божјата мудрост, Христос неговата правда ја припишува како наша правда и посветени сме како никогаш да не сме грешеле пред Бог. Како четврто, воскресението е основа за нашето духовно и физичко лечење. Што значи тоа? Да, Исус воскресна физички, а ние како Негова црква сме органи на Неговото тело, Негово месо и Негови коски. Тој сега го има совршениот и нераспадливиот живот, што укажува дека ние сме во тој процес на нераспадливост. Тоа ние го добиваме со вера, така што неговиот живот се покажува во нашето смртно тело и ги доживуваме истите чувства, истата сила што беше во Исус. Тоа е исцеление преку вера, бидејќи Христовиот живот живее во нас и го исполнува нашето празно битие и вкусот на предстојното воскресение. Со таа надеж сме во исчекување на потполното исцеление од сите болести и распадливоста што ги наследивме преку гревот. Како петто, воскресението на Христос е залог или гаранција на изворот на бескрајната сила и љубов. Апостол Павле се молеше во Ефес верните да ја знаат надежта и богатството на неговата сила помеѓу светите и огромната негова моќ кон нас кои веруваме. Ова дејство Бог го покажа во Исус, кога го воскресна од мртвите. Кога сме свесни дека оваа сила и љубов и нам ни се дава, тогаш се полниме со голема радост и сила за победоносен живот. Ова наследство што го имаме во Исус не пропаѓа никогаш. Оваа сила ја црпиме директно од небото. Без воскресението не можеме да си замислиме среќен живот, љубов, заштита, помош и сила. И како шесто, воскресението е учество за нас верните во првото воскресение. Што значи тоа? Тоа не се однесува на општото воскресение на сите, туку на првото. Како што вели Јован, тие оживеа и царуваа со Христос 1000 години, а другите мртовци не оживеа додека не се навршија 1000 години. Тоа е првото воскресение.
И вели понатаму: блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение, над овие втората смрт или вечната смрт нема власт. Ова можете да се го прочитате во Откровение на Јован, 20 глава. Втората смрт е всушност вечната смрт, каде што нема можност за покаяние, за исцеление или за било што, а првото воскресение е вечниот живот. И на самиот крај, според апостол Павле, ќе се случи голема преобразба на ова распадливо тело. Сите верници ќе се облечат во нераспадливост, зашто распадливото не може да го наследи нераспадливото. Ова е блажената надеж што не очекува во иднина, кога Исус Христос ќе дојде по својата црква. Да, тој вели, тоа е волјата на мојот татко. Секој што ќе го види Синот, Исус, и поверува во Него да добие вечен живот, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Стремете се кон оваа цел и имајте ја оваа надеж, бидејќи копнежот за воскресението е копнеж за вечноста и вечниот живот. И самиот Исус рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе оживее. Слава ти, Исусе Христе. Амин.